Најавите за она што следува и тоа е тоа што оваа 2024 и не плаши, дека можеби 2024 ќе биде најлошата година за онколошките пациенти во Македонија. По скандалозната 2023 онколошките пациенти очекуваат уште полоша 2024 година. Со страв, неизвестност и се помалку надеж живеат тие. После аферата на онкологија, со препродажбата на лекови на грбот на болните, најавите дека ќе има недостиг на биолошка терапија, но и од заминувањето на недобрите доктори од клиниката. Прашуваат, ќе има ли кој да ги лекува? Очекувате ли дека ќе биде подобро оваа 2024? Не. Еве најискрено ќе ви кажам не. Да ме прашавте пред во септември кога се случи ова со онкологија, ќе ви кажав надежна бев, некако имав ентузијазам во себе дека нешто ќе се случи, ќе се расчисти. Одмотувањето на клопчето наречено онкологија на површина извади бројни сведоштва од пациенти кои се мачеле или се уште се мачат да стигнат до терапија и до прием на клиниката. Меѓутоа за нас онколошките пациенти кои што постојано слушаме само негативни работи и слушаме дека морталитетот е зголемен, слушаме дека гледаме дека зголемен е бројот на пациентите кои што се присутни на болницата, се повеќе и повеќе сме, јас не знам каде ни е крајот. Верувајте, ние одреден дел ќе се снајдеме некако. Ќе се снајдеш за месец, 2, 3, 5, како се снаоѓаме, само ние се знаеме за да најдеш терапија ако недостасува истата. Меѓутоа, одреден дел друг на пациенти кои што немаат можност да најдат, ќе чекаат, а тоа чекањето не носи кон трагедии. Освен проблеми со терапиите, загрижува и тоа што државното здравство ги губи најдобрите доктори. Докторот Илир, тој е мој личен онколог. Ако тој си замине, јас немам доверба на ниедна друга врата да затрпам тамо, а ке морам. Или ќе треба да се лечам приватно. Многу е страшно што на прсти се бројат останатите онколози тамо и не доаѓаат нови кадри. Ворите негли некој да си замени да најде подобра иднина за него и се тоа, меѓутоа да дојде некој нов. Страшно и Хоророт на болните со канцер не завршува тука. Тие секојдневно се соочуваат и со недостиг на термини за потребните испитувања. Да се надеваме дека оваа година ќе видиме некој сериозен прогрес во однос на програма како превенција за нови пациенти онколошки, да поставиме некои темели кои што да речеме ќе во наредните 5 до 10 години ќе ги намалат бројките кои што се страшни оваа година. Дека ќе се отворат сите оние центри кои што ги најавуваат за да се растерети главниот онколошки центар во Скопје. И по 5 месеци од скандалот на онкологија кој во септември ја потресе целата јавност, се уште е во рацете на обвинителството и е во предистражна постапка. Немањето информации дали и кој се богател на грбот на најтешко болните и препродавал терапија. Онколошките пациенти немаат доверба дека вистината ќе излезе на виделина. Сите оние кои се здрави имаат безброј желби, но оние кои што се борат со нетешката болест, единствено што посакуваат во новата година е да имаат лекови.